Можен раскол меѓу неколкуте партиски крила може да предизвика најновата промена во највисокото раководство на владеачката партија. По долги години во врвот на СДСМ од раководните позиции се повлекува заменик председателката Радмила Шекеринска, која долги години беше прв соработник на ЗАЕВ, не на поранешниот партиски шеф Бранко Црвенковски, а своевремено беше лидер на партијата. Одлуката на Шекеринска да се повлече доаѓа само неколку месеци по писмо на основачот на партијата, каде тој го замрзна членството во СДСМ и побара одговорност од ЗАЕВ поради погрешните политики. Според познавачите, повлекувањето на Шекеринска може да биде само почеток на бранот, во кој од раководните места во партијата би се повлекли или би биле сменети и други ликови познати од популарното скопско крило на социјалдемократите. Според универзитетскиот професор Владимир Божиновски, по конгресот во мај јасно дека целата контрола во СДСМ ќе има ЗАЕВ. Јасно е дека после конгресот, како што кажав и претходно, целосната контрола на партијата ќе биде во рацете на ЗАЕВ. И на тој начин он ќе си постави на клучните места во партијата, ќе ја поставени луѓе кои што се од негова највисока доверба. И затоа може да се очекуваат смени на оние луѓе кои што не уживаат доверба кај него и оние луѓе кои што може би беа поблиски, условно кажано, со Шекерински и со тоа скопско крило во партијата. За нетрпеливоста меѓу скопското и другите крила во партијата блиски до ЗАЕВ се говори подолго време. Тоа неколку пати можеше да се види од риториката на поранешната шефица на скопскиот огранок на СДСМ Софија Куновска, дека партијата е во најлоша состојба, таа пишува и во честитката за 30-тиот партиски роден ден. За жал денес СДСМ, иако партија на власт, ги живее најнеславните денови од своето постоење. Разочарувањето е огромно и кај граѓаните, но и во редовите на самата партија. Идеолошки обезличена, приватизирана, без однос кон своето минато и величините кои ги поставија темелите на партијата, но и на државата, со желба дури да се смени и датумот за роденденот од 20 на 21 април. Пораката е загрижувачка. Според Божиновски, некои видливи промени во партијата додека ја држи власта не треба да се очекуваат, но евентуален пораст на локалните избори на есен може да промени се. Во случај да ги загубат престојните локални избори и со тоа на некој начин да се отвори патот кон нови парламентарни избори, тогаш веќе може да се очекуваат и посериозни турбуленции. Може би затоа и ЗАЕВ сега сака да се осигура позицијата во СДСМ за следните 4 години. Инаку Шекеринска не е прв висок партиски функционер од тоа познато скопско крило кој заминува од висока партиска позиција. Претходно тоа го стори Дамјан Манчевски кој важеше за доста близок до министерката за одбрана.